Во Македонија има 2500 деца робови питачи. Постои така наречена питачка мафија, која ја организираат поединци, злоупотребувајќи малолетни деца, деца без родители, деца со инвалидитет и други. Велат од Сдруженијето Градиме иднина. Во цела Република Македонија ги имаме од 2 до 2.500 питачи секојдневно. Во сите 88 општини, тоа го кажуваат нашите истражувања, поготово за новогодишните и пожитните празници, поголема е драстично бројката и кажавме дека Градиме иднина нема да се откаже од овој проект и продолжуваме во целата држава како и во градот Штип. Во Штип бројката е од 25 до 35 лица кои питачат од новороденчиња, мали деца од 3 до 12, 7, 15 години и нивните организатори, шефови, рентачи кои ги злоупотребуваат децата. Дневно децата питачи во Штип заработуваат над 100.000 денари. Нивната дневница од едно питачење им е од 3 до 3.500 денара во градот Штип, затоа што имаме и тука студенти кои се од Турција и поготово сега кога доаѓаат гастарбајтите од соседните земји да престојуваат за новогодишните и пожитните празници. На кој начин функционира и се организира питачењето? Иначе од градот Штип ги транспортира децата со организиран превоз и големата мафија, каде што јас кажав дека не се плашам, ги организираат и во градот Кичево, во Велес, во Кавадарци, во Прилеп, во Охрид ги носеа, во Струга ги носеа за новогодишните празници, но тоа Министерството и полицијата будно го следи. Парите завршуваат во рацете на питачката мафија, а децата завршуваат со ќотек, велат од Сдруженијето. Децата не ги добиваат парите, граѓаните кои ги даваат тие пари, децата добиваат само од 10 до 50 денара и на крај дебел ќутек, големиот износ од 3.500 до 4.000 денара завршува кај мафијата, организаторите. Што конкретно прави Сдруженијето за промена на состојбата? Градиме иднина до сега острани 145 деца од цела Република Македонија, тоа го покажа работењето за 4 години, 246 кривични пријави во повеќе градови, каде што најмногу во градот Скопје поднесе Министерството и полициските станици од цела Македонија. До сега регистрирани се 2 смртни случаи на деца питачи на возраст од 3 и 7 години поради вдишување на лепила, велат од Сдруженијето, и воедно апелираат до граѓаните да престанат да даваат пари на децата питачи со цел заштита на самите деца.